Вистинско време за првиот разговор ова утро. Нашата Сузе и незината гостинка се веќе сместени во десниот агол од студиото, во делот предвиден за гости. Сузе, добро утро. Добро утро, Иренче. И твојата гостинка Татјана Тасевска од Организација на потрошувачи. Ке разговарате за тоа како да се врати довербата на потрошувачите, кои непрестано реагираат за промената на цените. Ама пред да почнете, сакам да ве поздравам вака и да ви посакам убаво утро и да ве пофалам. Имате навистина преубав стајлинг ова утро. Сузе во убав фустан со Фрида. Исто така и Татјана. Ме изненадивте вака кога ми влеговте позади камера. Многу убаво ми дојдовте и убави бои. Така, ти благодарам многу, те поздравувам тебе, ги поздравувам воедно и нашите гледачи и се разбира срдечен поздрав за нашата прва утринска гостинка, Татјана Тасевска, правен советник од Организација на потрошувачи. Тања, нема да ти версирам, ти си наша редовна, бих рекла, гостинка што се однесува до потрошувачките права, до сите пакети кои што им се нудат на потрошувачите, за кои тие се погласно, би рекла, во последниот период, го споделуваат своето незадоволство и својата недоверба. Токму и заради тоа те поканивме ова утро дека што и да им понуди владата и економските експерти, какви пакети и олеснувања и можности да им се понуди, луѓето се преполни со недоверба и со негативен став кон сето она кое што се прави, се со цел да им се олесни домашниот буџет. Колку вие како Организација на потрошувачи ги следите овие трендови и допира ли до вас нивното задоволство, поплаки, жалби и така натаму? Така, ние како Организација на потрошувачи постојано ги следиме состојбите. Имаме реакција од потрошувачи кои што се јавуваат и тврдат дека нивниот буџет е намален, дека цените на вистина се покачени, посебно таму каде што најмногу ни треба, а тоа е прехранбените производи. Бидејќи се она останато можеме да го купиме и да не го купиме, меѓутоа секој ден мора да јадеме и цените на храната во нашата... И таму не можеме да се ценкаме. Така, не можеме да се ценкаме, значи храната е навистина скапа и граѓаните постојано се жалат на тоа дека секојдневно како одат во маркетите, едни исти производи имаат се, можеби некој за денар, некој за 10 денари, меѓутоа постојано се покачуваат цените на прехранбените производи и во овој период особено, што не било, да речам, во некои изминати години цените на овошјето и зеленчукот, затоа што ние сме знаеле моменти кога во август нашите мајки, баби и така натаму подготвувале зимница, подготвувале мармалади и така натаму ајвари, меѓутоа сега тоа не може да се прави бидејќи цените и на овошјето и на зеленчукот се навистина прескапи, дури да купиме денеса камоли нешто понатаму да си ставиме за зима. На што се должи тоа? Правите ли анализи? Ние како организација немаме толку многу можности да правиме некои анализи, меѓутоа пратиме она што го прават некои други организации, пратиме тоа што го прави владата. Се должи пред се на тоа што посебно е во овој дел што ние немаме многу сега веќе домашно производство, што се повеќе имаме увоз на храна, увозно зависни сме и тоа е основната причина поради која што постојано ни се покачуваат цените. Од друга страна, можеби помалку и она здружување, значи имаме сега многу големи ланци на маркети кои што понекогаш меѓусебно и се договараат можеби за цените и покрај тоа што законот за нефер практики требаше ова да го сузбие, нели, оној однос помеѓу добавувачите, производителите и трговците и да направи на некој начин да дојде до намалување на цените, меѓутоа дали сето тоа почна да функционира и гледаме дека на терен не баш е профункционирано, се надеваме дека во иднина
со поголем ангажман на институциите, посебно на Комисијата за конкуренција, која што се екипираше во овој период по донесување на законот, ќе има поголеми контроли и можеби во овој дел ќе се сузбие тоа некое договарање на цените помеѓу овие големи ланци и маркети, па ќе доведе и до пазарно стопанство и понекогаш и намалување на цените. Знаеме дека владата направи и еден момент, поимавме измени на законот за потрошувачи, со тоа што ги им наложи на маркетите сега законски да ги објавуваат цените на нивните веб страни постојано, меѓутоа граѓаните не сметаат дека тоа им донесе некој поголем бенефит, дека бидејќи огромен дел на граѓаните на вистина и немаат време да седат и да ги споредуваат цените од маркет до маркет на веб страните и можеби на некој начин можеби го намали малце она што значеше да има различна цена на гондола и на каса, меѓутоа не доведе многу до некакво намалување на цените, нити пак граѓаните можат да направат некое поголемо согледување и повторно се потпираат повеќе на оние каталози што ги издаваат маркетите за акциски продажби отколку на веб страните и цените кои што ги објавуваат маркетите. Так. И не ме интересира за вас некоја информација повеќе да ни дадете како организација на потрошувачи. Колку потрошувачот е вклучен како единка, како битен фактор во целата потрошувачка ситуација, бидејќи сите сме ние во улога на потрошувачи и не си ги знаеме најчесто ниту нашите права, ниту во кој временски период можеме да реагираме, ниту на кој начин најбрзо можеме да реагираме за да се променат нештата и за да не се почувствуваме ние оштетени, огорчени или како да некој едноставно ни наметнува некоја економска политика која е секогаш во штета на потрошувачот. Може да комуницираат, значи имаме ние комуникација постојана со потрошувачите, од таму ги црпиме и информациите што се случува на пазарот, нели каде потрошувачите имаат најголеми проблеми. Имаме секојдневно советување по 4 сати телефонски во текот на денот, останатите канали, платформа, мејлови се отворени 24 сати, не можеме можеби да им одговориме во моментот, меѓутоа наредниот ден секако на секој што ќе постави некое прашање, ќе бара информација или правна помош, ќе му биде одговорено. И на тој начин со јавувањето на потрошувачите во нашата организација ние практично и ги вклучуваме во сите процеси понатамошни кои што организацијата ќе ги преземе за да може да им помогне на потрошувачите. Нашата организација постои од 96-та година, наредната година веќе 30 години постоиме како организација и сметаме дека многу направивме за ова движење во нашата земја, бидејќи ако претходно немавме нити закон и институциите сметаат дека заштита на потрошувачи на Македонија не и треба. Сега после 30 години веќе имаме и законска регулатива, институции кои што и самите носат различни мерки кои што се да речам на некој начин во корист на потрошувачите. Тања, кои се основните цели и начела на организацијата на потрошувачи? Основните цели на организацијата се ова што го зборуваме, значи поддршка и помош на потрошувачите директно, меѓутоа и делување на законската регулатива, притисок до институциите, тогаш кога сметаме дека одреден проблем ги засега потрошувачите. Сега веќе со последните измени ние можеме и да ги застапуваме колективно потрошувачите пред судовите, така да имаме за тоа овластување од Министерството за економија доколку се појави нешто што е масовно и потрошувачите сметаме дека се оштетени, можеме да ги повикаме, се случи тоа и со осигурителните компании каде што автоодговорноста во еден период се наплаќаше поскапо, па организацијата презеде чекори и веќе се водат судски постапки против некои осигурителни компании кои што не се согласија да ги вратат парите на потрошувачите, а ги наплатиле поскапо отколку што реално во тој период требало да ги наплатат. Така. Ние во нашава овде работа, кога наметнуваме теми поврзани со економијата, со мерки во економијата кои што владата ги спроведува, се со цел да го
олесни буџетот на едно просечно македонско семејство, многу често се среќаваме со непријатни реакции на граѓаните или потрошувачите од ваша гледна точка, кои што веќе како да не веруваат во ништо. Значи, буквално имаат негативен став и полни се со незадоволство и кога ќе се отвори дискусија, еве, Великден го поминавме за Великденската кошничка, сега актуелна е училишната кошничка. Луѓето се полни со скептицизам и со недоверба дека било што од сето тоа ќе го олесни нивниот буџет. Дали се должи на недоволна информираност на потрошувачите или на нешто што едноставно е тешко во овој момент да се промени, односно стандардот на просечното македонско семејство? Може би тоа што треба да се направи се малку подолгорочни мерки. Бидејќи се она што до сега беше направено од аспект на тие кошници беа краткорочни мерки кои што траја месец, два, три и некако после тие мерки како бумеранг повторно ни се качуваат цените, па немаше некој поголем бенефит за потрошувачите и од тој аспект мислам дека не се задоволни потрошувачите бидејќи сметаат да можеби еден месец ќе имаме малку пониски цени, меѓутоа затоа наредниот ќе ни се качи два пати цената на одредени производи. Ова со училишната кошничка ќе видиме како ќе помине сега во наредниот период. Добро е, бидејќи сепак училишниот прибор се купува во ограничен временски период, па можеби еве ќе придонесат да не се покачат цените тогаш кога побарувачката е поголема. Меѓутоа, она што веќе го спомнавме, тоа за прехранбените производи не можеме да го правиме, бидејќи тоа ни треба секојдневно и ќе треба и сега, и у август, и у септември, и у октомври, и од тие причини тука мора да се донесат малку подолгорочни мерки кои што ќе придонесат да овие цени се или се стабилизираат, се намалат и се стабилизираат на подолг временски период, можеби со стимулација еве на домашното производство, на земјоделците да произведуваат повеќе храна, па да имаме повеќе домашни производи. Ќе видиме што понатаму ќе направи владата, како слушаме постојано дека работат на тоа, дека прават согледувања и дека ќе донесат некои подолгорочни мерки. Ние како организација сме за тоа да има во тој дел посебно за прехранбените производи подолгорочни мерки и поголема стабилизација за да можат и потрошувачите да имаат доверба, бидејќи вака на овој начин постојано се менува еден месец пониско, па другиот месец два пати повисоко и ништо не сме направиле. Да, за многу семејства, пензионери и така натаму, овошјето беше луксус ова лето, како што и секое лето имаме се повисоки цени на зеленчукот и на овошјето. Нешто што јас како потрошувач го забележав во еден од најголемите маркети во земјава е дека скоро месец и половина цената на црешите беше 999 денари. Јас секогаш кога пазарував таму на тој дел кај што е овошјето, не видов ниеден од луѓето да купуваат цреши, но вчера сосема случајно бев таму во моментот кога тие цреши кои беа поставени на гондолата веќе беа скапани и веќе ги повлекува и веројатно завршија и во првиот контејнер. Оправдани ли се ваквите реакции на трговците и добивате ли поплаки од потрошувачите токму? Јас мислам дека многу семејства не пробавме цреши ова лето. Да, мислам дека ова лето посебно цените на овошјето се навистина високи и многу од потрошувачите ова лето не проба некој од видовите овошје или веќе се пробува, ако порано нели се купуваше на килограм, сега почнавме да купуваме 2 праски, 3 кајси и така натаму, бидејќи навистина буџетот не може да дозволи нешто повеќе од тоа. Посебно во овој дел што велите скапувањето, тоа е веќе отпад од храна и ние како организација на потрошувачи во иднина сакаме да работиме многу повеќе на ова, бидејќи
ако едни не можат да пробаат, зошто да тие производи скапуваат и потоа се фрлат на некој начин и тој отпад од храна, би требало во одредени периоди кога барем може да се искористи, да им се понуди на тие кои што не можат да го купат со понамалени цени, да се намалат цените и така натаму и наместо да се фрли, наместо да заврши на контейнер, така да ги купат потрушувачите, можеби со помал квалитет од она што било претходно, меѓутоа се знае секаде каде што е краток рокот и цената е друга на многу производи. Се ближиме до септември, на прагот сме на најтешкиот економски месец во годината, кој ми се чини дека е можеби и позахтевен од декември кога имаме нова година, подароци и така натаму. Во септември не само што се праќаат децата во училиште, се подготвуваат зимници, луѓето се потрошени од одмори, многу луѓе и реновираат дома не затоа што сакаат, ами затоа што мораат. Тоа е месец кога наместо да одат на одмор, реновираат дома или прават други некои неопходни ситуации. Спремни ли сме да го стартуваме овој септември економски? Мислам дека тешко ќе помине септември, дека не се спремни потрошувачите да го поминат овој месец. Веќе споменав, училишниот прибор за децата мора да се купи, нешто што дома мора да се реновира, меѓутоа мислам дека оваа година потрошувачите најмногу ќе штедат на зимницата, односно дека нема да се подготвиме многу за зима, бидејќи веќе споменавме дека тие производи се навистина скапи и мислам дека многу престанаа да прават зимница. Ќе се откажат, од правење на зимница, па ќе видиме како штурците како ќе поминеме во текот на зимата, бидејќи секако во наредните зимски месеци, ако сега ни се скапи, тие производи ќе бидат уште поскапи, да се надеваме дека можеби нешто ќе се направи, дека ќе има некои мерки кои што ќе придонесат да се намалат цените на многу производи, а до тогаш граѓаните секако ние сме како народ снаодливи, македонците ќе се снајдеме, некој повеќе, некој помалце. На септември е секогаш навистина тежок месец и граѓаните тешко ќе го поминат, бидејќи навистина цените на сите производи и во делот на прехрана се поскапи, и ако не морате да си купите фустанче кое што на некој начин сега и поевтино е отколку да купувате храна морате да купувате. Така, јас се надевам дека организацијата на потрошувачи малку повеќе ќе се завземе да изврши притисок во домен на она што го коментиравме за црешите, па до година и цреши да пробаме. Ако ова лето не успеавме. Ако ова лето не пробавме, се надеваме дека до година ќе имаме можеби и поголемо производство, а од друга страна и ќе се трудиме тој отпад од храна да не заврши во контейнер, туку да заврши на трпезите, на оние кои што не можат да купат нешто поквалитетно. Да, Тања, многу ти благодарам за овој утрински разговор. Можеби не успеавме нешто многу да одгатнеме, ама сепак ги охрабруваме потрошувачите за сите нивни забелешки и поплаки да ве комуницираат и да се борат за своите потрошувачки права. Да, и јас ги охрабрувам, значи секогаш кога сметате дека нешто имате ограничено право како потрошувач, можете да реагирате и до продавачите, и до организација на потрошувачи, и до надлежните институции, и секогаш и ние ги охрабруваме потрошувачите да си ги бараат своите права, и мислам дека си ги бараат, бидејќи во текот на денот ние навистина и во тие 4 сати имаме по 30 на граѓани кои што се јавуваат со одредени согледувања. Тоа е добра вест. Благодарам уште еднаш за гостувањето и Ренче, ние продолжуваме понатаму. Благодарам и јас многу, инаку Суза и јас сум една од оние што не проба цреши оваа година, а ми се не едно оттуку најомилено овош. Само ги гледав така од страна и точно ја приметив и јас таа цена пред неколку дена во Веро, 999 дена. Присуствував на тоа спектакуларно фрлање вака со мушички, ги извадија многу лош призор, огромна количина на цреши и просто вака сите што се затекнавме во тој момент направивме една тажна фаца, израз на лицето, тажен израз и не знаевме ни што да кажеме, едноставно немаше коментар на сето тоа. Многу голем безобразлук, 999 денари, цело лето ја држеа таа цена за на крај пред очите на сите нас да ги фрлат. Да завршат во канта за отпадоци.
Тоа е за жал нашата реалност, да се надеваме до година ќе пробаме, ќе биде малце надеваме, подобра ситуацијата. Благодарам се за со тебе се гледаме повторно.